поддржано од Simpex. Трета епизода, искрено да ви кажам, во еден ден ги снимаме 3 епизоди овај пат и ми се смачи додам да се преслеквам. Јас во бутик кој ќе купувам алишта толку се немам преслеквано. Анкумбата полесно му беше, да си ја лапав и си менваше, само... Јас сменвам, дури имам после само ќе вадам од мене, ќе се слеквам секоја емисија помалку. Да, и сега не знам како ќе правиме, ако имаме емисија секој викенд, не знам, јас немам толку алишта, јас имам, пример, не знам, Ке кружат. 7-8 мајци и 2 рала фармерки. Иначе, многу ми е мило, што конечно имаме дама во студиото после толку пендраци, ама дама што вреди колку милион мажи, би рекол. Па јас ќе се сложам со тоа. И посилна е од милион мажи, не само што вреди. Да, и не се гибате со Дијанчето, оти опасна е работата. А сега ќе дознаете зошто е опасна работата. Денес ни е гостин Дијана Неделковска од Академијата за НЕДО. Чекај, да имаш са друго презиме? Истото. Истото? Истото е. Браво. Ти рекол вреди колку милион. Дијана беше од секогаш наш поддржувач кој бевме во Солза и смеја и тоа го памтам и никогаш нема да го заборам. Секогаш беше фина со нас, не поздравуваше, не поддржуваше. И секогаш беа во публика. Да, секогаш иде на нашите представи. Денес имаме посебно задоволство што имаме кај нас, за сакаме ние да ја поддржиме. Ете, имаме шанса да те поддржиме. Добре ни дојде во емисијата. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. И сега се немаме видено веќе некое време, сега Дијана е и мајка. Точно. Така да ќе поправиме малце муавети за тоа како почна во мајчинството, како се снаоѓаш со работата што ја работиш. Академијата за НЕДО, вака ако човек запрати ваши објави, пошто си објавувате, може да види, може мал, ако не мал, може 1 милион медали имате освоено. Не знам колку турнири учества, не знам колку макотрпна работа имате и искрен да бидам, немам некој впечаток дека добивате доволно внимание и признание за нештото што го работите. Затоа што златни медали, не знам, не те прашам кај ги чувате, не е битно, ти многу злато е тоа. Мислам дека треба малце повеќе да се обрни внимание, ако не на државно ниво, па ајде да речеме на локално ниво. Затоа што вие го представувате градот Битола, представувате Македонија кај да одите и ликот и делото на татко ти, Златко Неделковски, како основач на таа академија пред кога 45 години? Так. 45 години. Мислам дека треба повеќе муавет да правиме за тоа, повеќе да видиме. Значи почна целата приказна 10 години пред јас да се родам. Така, Постара од јас исто не мене. бев роден. И денес Дијанче сакам за тоа да си поправиме муавет, да ни кажеш и малце како почнал татко ти, прее во зад камерите зборавме дека почнал во Австралија. Така, Да да. ги учи тие работи. Па повели сега малце нас едуцирајне, оти ние не ги знаеме сите детали. Точно. Значи, мојот татко, покоен сега, на свој некој 8-9 години, првично почна да се занимава со фудбал тука, меѓутоа таа кариера му траеше кратко. Потоа започна со карате, вежбаше карате и на крајот сам, пошто бидејќи немаше ни мајка ни татко и живееше само со дедо, и почна сам да си ги изучува тие борачки вештини, значи нормално некој детски сон, не ништо Так. професионално. Животот го однесе во Австралија, заедно со мојата мајка и со мојот брат. И таму додека се шетае во парковите, гледаше кинези, јапонци како изучуваат, значи борачки вештини, предаваат, вежбаат, тренираат и сите тие работи. И неговиот мајстор покоен исто така, господинот Чен, го гледаш татко ми секој ден и еден ден реши да му преди, знаеш, како да го праша за борачките вештини, сите тие работи. Господинот Чен беше многу строг и дистанциран, затоа што во светот на борачките вештини старите кинези и јапонци својата традиција му ја пренесуваат само на своите деца. На никој друг острана, и нормално татко ми беше странец и беше невозможно да му го пренеси целото свое знаење нив. Меѓутоа на татко ми упорноста на крај се исплати. Долги години татко ми сема што го знаеш од борачките вештини го изучуваше токму од него. И животот го врати пак назад во Македонија со мајка ми, со брат ми. И го отвори првиот
кунг-фу фул контакт сојуз на Македонија, кунг-фу клубот го отвори како првично нашиот клуб, значи не беше Академија за боречки вештини за АНЕДО, беше кунг-фу клуб Битола од Битола. И во градот, да речам, за тоа време му беше на луѓето чудно. Што вежба ова е, како се шојува, значи беше како некој чудак, не му беше јасно на народот што се случува. А и долги години има трпна работа, поддршка од мајка, мислам најголема поддршка имаше од мајка ми за да биде она што беше тоест. Како што кажав, го отвори првиот кикбокс сојуз на Македонија и искрено да ви кажам, да не беше татко ми, никој денес немаше да биде кикбоксер во Македонија. Значи тоа е тамелот. Тој ја направи. Тој го донесе кикбоксот во Македонија, значи кунг-футо, джит-кундото, дел од боречките вештини, значи ги донесе во Македонија. Имате сите боречки вештини. Го отвори, како што кажав, првиот и единствен кикбокс сојуз на Република Македонија. Мислам, тоа е заверено во книгата за спорт на факултетот за спорт во Скопје, во книгата под одделот за кикбокс е заверено кој кога го донел кикбоксот. Меѓутоа, иако на многу му боди очи не го признаваат тоа. Сигурно се од Скопје. Да, и од Скопје и од Битола, меѓутоа како што вика ставите пред фактите и боговите мовчат, така да мислам. А Диди, што значи за АНЕДО? Се тегневме тука, не знаевме. За АНЕДО значи Златко Неделковски доџо, фактички доџо е школа и во превод школата на Златко Неделковски. Така сакаше да се вика, да речам, меѓутоа кунг-фу клубот си стои првично како основан кунг-фу клуб. Меѓутоа, ете, ние сакавме малце да му дајме некое помодерно име и негова желба беше да се вика за АНЕДО. Тебе кога ти се јави желбата да почнеш со тоа, сигурно претпоставам и ти имаш брат ти не се занимава со боречки вештини. Ти се занимаваш како дојде да сакаш. Веројатно гледаше татко ти, фала Богу, ама татко ми влијаеше на значи по двата. автоматизам дека ако родитело прави нешто што го сака или било како, не мора по автоматизам да значи дека и ти ќе го сакаш истото нешто. Тебе нешто те поттикна. Татко ми влијаеше на двата. Искрено, јас имам постар брат, 46 години, мислам вие добро го знаете. Тој влијаеше на двата, меѓутоа мојот брат е далеко спортиста. Кој јас во фамилијата? Да. Јас на мој 4 години влегов в сала. И не знам, од кога почнав да разбирам, да речам, сигурно не на 4 години, меѓутоа кога почнав да разбирам некои работи, мојот сон беше да бидам она што сум денес. И цел живот мечтаев само за тоа да бидам. Види кога ќе влијаат родителите, тој или ствара љубов кон нештото или аверзија. Одиме или на едната страна или на другата. Татко ми беше многу строг. Знаеш како, татко ми мене ме бркаше од салата. Не кеше јас да го наследам. Некако беше философијата машкото дете да го наследи. Или можеби татко ми го знаеше колку е тежок патот да се стигне до нешто, и колку ти нема да се ценет, колку ти нема да си почитуван тука, колку никој нема да ти помага и тој некој пат е многу трпен. Барем во нашата земја, јас не зборам за странство, не знам како е. И можеби затоа не сакаше да ме вметне во тој дел, меѓутоа јас сум многу тврдоглава и најчија, така не попуштав, да речам, ме бркаше од салата. Секогаш кога некој ќе направеше глупост или беја, мене ме бркаше од салата и бев најстрого воспитана од сите, да речам. Искрено, пред да го запознам подлаво Кочичко Златко, ми беше страв здраво да му речем. Имаше секојаш некој така ладно лице, без емоција. И си реков, да не ме удри, да не ми се развика здраво ако му речам така. Ама после, знаеш, го се запознавме подлабоко и сватив дека се му се темели прво на дисциплина и издржливост. За тоа сакав баш да те прашам. Прв пат кога јас разбрав за АНЕДО, бевте тоаш многу популарни на не знам кое си шоу, кај што правевте нешто, одевте по мечо, знам, со некои чингели тука ти се качеше па. Еј да бе, за која беше шоу? Првен бевме гости во кај Лила, на Лила шоу, а после бевме на Ја имам таленат по Белград, стигнавме до полуфинале, да. Така, кажи ми нешто за тоа. Што треба да поседуваш за да ги правиш тие работи? Вака сега старите кинези јапонци имаат една енергија, мислам сите ние ја имаме, таа се вика ки енергија, или чи енергија, како мислам истото е. Таа енергија носиме сите ние во нас. Меѓутоа со трпна работа и тренинг, како ја развиваш, така може да ги постигнеш сите тие работи кои ние ги спомнавме. Старите се челичиш, така тоа е тоа челичиш. Тоа е степен на концентрација каде што го исклучуваш мозокот
и ги правиш тие опасни работи кои ние ги Значи, демонстриравме. сепак болката постои, така, ама ја исклучуваш од ресепторите на мозокот, сега ова медицински сакам да се Дефинитивно пробвам. постои, значи мене ми се случи баш на кога татко ми ги изведуваше тие опасни вежби, истото како што кажа претходно, тие опасни демонстрации ги пренесуваат на своите деца, меѓутоа на она дете кој гледа самиот родител дека е соодветно спремно психички за да го издржи. Так. Исто за ова беше молење, дома колене, едно добри 10 години, 15 години не сакаше да ги правам. И првиот пат пробавме дома и првата демонстрација моја со иглите беше тие се големи игли, долги како за ражнич, значи боли сепак и сите вика дека овде во овој дел од кожата дека не течи крв. И кога бевме на гости кај Лила шоу, во една секунда, во дел од секундата на крајот, пошто беше емисија која се снимаше во живо, мене ми треба барем 5 до 10 секунди, 15 да се вратам назад од светот каде што сум, да речам. Ме прекина Лила и тогаш веќе ми стече крв од раката и баш на таа емисија, ја имам јас на касета дома, баш еве кажав дека пошто луѓето мислат дека не течи крв, баш му покажав на сите да видите дека и течи крв, значи остануваат лузни, течи крв. Јас после самото изведување на тие демонстрации, едно добри месец, дена, два, морам да ја дезинфицирам, да сум затворена, да не се зарази. Што раната постои, точно нема болка и друго. А кажи ми, дали е тежок патот да се сконцентрираш, мислам, сепак сега во емисија ти викат, ајде сега снимаме, земи сконцентрирај се, закачи се игла. Значи, звучи глупо, ама то, за да можеш ти секундарно да се сконцентрираш, мислам дека многу години работа. Јас за една точка искрено се спремам една година. Так. Една година секој ден вежбање за една точка која трае можеби не цели ни 5 до 10 минути. Во цела таа година, Во цела се година, бодиш? не се бодам, значи во цела година психички се спремам, значи Не само психички, вели и духовно нешто има. Најмногу мене ми за влијаеше енергија, за да го постигнам тој степен на енергија за да можам да го направам, тоа нешто ми влијаеше татко ми. Значи кога вежбав само со него, не кев да има присутност на никој дома, ни на мајка ми, ни на брат ми или на некој од инструкторите. Другиот дел кај што имам сечење со катаната, значи со врзани очи на тројца луѓе кои лежат, значи има тука краставица, љубенца, значи не е ни битно што маца да замени катаната, значи може да се направи не сакан ефект, да. Лесно најдовте со Чичко Златко тројца што ќе легнат. Или тоа беше Тие се наоѓаат, ама беше проблем што јас немам доверба во сите, требаше јас да имам доверба во нив, за да можам да работам. А беше најинтересен е фактот што јас не можев на него да вежбам. Тој стана кречеше, ајде јас ќе легнам дома, вежбе на мене, на него не можев, не знам зошто. Чудно, сакав јас па емоцијата со дисциплината. Например, не знам, велиш ти за да се постигне тоа некој ниво, за да ја направиш ти таа точка, треба спремање, треба се и се, например, дали треба емоцијата да ја тргниш на страна. Ти сепак, не знам, јас сум многу емотивен човек, генерално. Сега за да треба да правам нешто такво, мене многу би ми било тешко да ја тргнам емоцијата од мене. Оти, ако имаш емоција, не верувам дека можеш да стигнеш до одредено ниво на дисциплина, едноставно ќе те обземи и ќе се откажиш на крај крајот. Баш 2000 кога бевме на Ја имам таленат, јас врвев во некој ужасен период од животот, но дна, и се случи, патувавме, да не кажам сега 24 сати, се случи да забораи шоферот да извади зелен картон, па да се враќаме назад во Македонија, па од Македонија назад во Белград, и тоа беше многу мачно, па требаше да одиме во студио, значи спијавме буквално во студиото на земја, затоа што ужасно бевме преморени. Кога ојдовме на проба, пошто на професионално ниво му беше скроз, и ба се расправавме, сака да изведам точката во живо. И татко ми како изведи таа во живо сега, утре нема да настапи. Значи не може. А не му беше ни јасно што е како е. И немаш опција, едноставно животот ти нуди да немаш план Б. Тоа е планот А и сакаш неки, значи мораш да исклучиш емоцијата. Или можеби јас така сум задоена, не знам. Да, и тој од карактерот на човекот зависи, плюс колку е. Ако сакаш да го постигнеш тоа што ти е желба, што сакаш да го направиш, мораш да исклучиш емоцијата. И затоа кажав, како што кажав претходно, тајаки енергија те води до голем степен на концентрација, да буквално, значи јас
тука нема да те гледам ни тебе, ни кумбата, значи никој скроз сум само фокусирана на она што треба да го направам. Така да Добра, сега си мајка. Сигурно ти е многу силен мајчинскиот инстинкт. Дали сега можеш да исклучиш како мислиш? емоцијата? Обично и после пороѓај жените се многу емотивни, тоа е промена на хормони, тоа е онака експлозија од емоции. Знај да се расплаче жена од ништо добра мира Так. и сето тоа. Искрено ти кажам, се плашив за тие 40 дена, вие ме знаете баш многу добро и приватно, јас не сум тип што седи дома. Јас сум цел ден сала затворена и ова ми беше најдолгиот период во животот кај што ја ставам салата да не сум јас таму присутна. И мислев дека ќе ме фати тие поспородилни депресии, сите тие работи. Меѓутоа, баш токму спортот и таа енергија ми помогна да се фокусирам само на бебето, дека јас му сум потребна него. Да знам дека клубот е на сигурно со моите тренери и инструктори и дека немам опција дека мора да помини ова. Така да, можеби во тој период, еве ден денес, ајде да не лажам, можеби 4-5 пати ми има фатено, да речем, криза на поспородилна депресија, ама никако некои жени со кои што сум разговарала дека буквално секој ден плачат, секој ден не можат да издржат. Не, едноставно. Сепак дисциплината ти Тоа е поможи тоа. во Да, мајчинството, супер. Не само во мајчинството, туку општо во животот. Да. А колку вештини знаеш? Се што се нуди во академијата знам. Знам, значи, инстинктивна самоодбрана која ја направи татко ми, која е призната како 23-та. Ви бев гостин во таа емисија. Да, така, како ќе зборни ми за 23-та, емисија. да, боречка вештина призната во светот, знам кикбокс, бокс, самоодбрана, работа со традиционално оружје. Значи немој да е Божени која се зачачка со тебе. Па сега Ќе ја дига. мудро ќе молчам. Мудро. Види, јас подслушнав нешто, дека и то беше многу одамна, дека некој од децата кај вас, доколку употреби вештина надвор од она, ќе биде избркано по дефолт одма. Збораме не за самоодбрана, туку да нападне друго дете. Точно. Тоа правило го постави татко ми уште кога ја оформи академијата како клуб и ден денес тој јас кажав дека додека јас ја водам академијата и сум жива, значи ќе биде по правилата на Златко Неделковски и тоа е тоа, тука нема ништо да се менува. Да, во светот, значи и кај нас во Македонија и во светот ние што сме тренери за боречки вештини, сме заведени значи во полиција како тренери и не смееме да ја употребуваме нашата вештина надвор од салата или од рингот. Значи се знае, нашата вештина е во салата и во рингот. Само во самоодбрана, нормално. Значи децата може да ја употребат, да го употребат она што го учеле во самоодбрана, меѓутоа не во првата секунда, значи првен може да разговараме, да дискутираме, Точно. да се смири ситуацијата. Ако може да се смири со разговор, ако не може да се смири. Нормално тоа- некој ми изваи цабија, јас не ќе му речам извини, да не ме пуштат од наш коло. Ти кажам нешто. Да, да. Така да, и ден денес тој тоа. Значи, она што го учат децата, си го учат само за нив, иако голем дел се провоцирани, ама знаеш како јас мувам, заминете си. Провоцирани се намерно, Намерно, претпоставувам дека намерно, знато да, ти да. одат да ги учат Да. тие боречки вештини, Па. ги тестират, ама си ја барат белјата. Знаеш како, светот кога јас растев како дете, значи во академијата сум негде 38 години, и кога растев јас како дете и генерациите сега јас што ги учам, не се исти јас да направев белја или на тренинг да се случеше нешто, значи автоматски ајде пријатно си бегаш од салата, а ден денес одма иди родитело се кара, а не сваќа дека неговото дете е криво и ние како родители да речем му правиме лоша услуга на децата. Да, правиме, ти ги браниме и Да. во случај, види, ако ги пуштат децата кај тебе конкретно во академија, јас ако би го пуштил син ми кај тебе да дојди, јас ќе речам Дијана, дури е кај тебе, ти што ќе речиш, така ќе биде. По тие правила ќе игра или нека не идич. Ако тој направил белја, не гледам причина зошто јас треба да го заштитам таму, како ќе го научам јас. Абе и самиот збор дуле академија е. Академија е, ама и таму учат дисциплина и сега нормално дека имало треба да случаи. научи, нормално. Значи ти си еден од ретките родители. Јас првото кога ќе го запишат родителите кај мене на тренинг детето, значи јас првото што му кажувам, овде е строго, се бара ред и дисциплина и јас како тренер сум многу строга. Ако ви одговара, ако не ви одговара, значи тогаш вашето дете не е за кај мене, ама се то ајде, 100% може би да речам 10-20 родители да речам. А останатото е те молам, викни му на детето срценце.
Јас срценце не му викам. Значи ова се поречки вештини кои ќе му служат понатаму во животот. Има и такви барања. Да, има Да не си секакви многу барања. Поќето дечина што ги знам ги гледав од многу мали кај тебе. Значи си имаш она редовна, тоа веќе не е клиентела, вие сте фамилија и така Да. и си се однесувате. Што дел од нив се инструктори. Кажи ми за овие новите генерации. Сега збораме за дечина колку надуле децата. Дали се редовни, дали то трај или има кој процентот на деца што брзо се откажуваат? Во смисла, оти сега децата знаат да се многу разгалени, нежни, емотивни, така кој е кршливи. Родителите кривото? секогаш. Родителите, не прашувам кој е крив, туку колкава е процентуалноста на тие што се криви. Вака, сега има деца кои се стварно таленти, значи има дете само по првите 5 минути што ќе дојде, јас можам одма да ги проценам затоа што долг период сум веќе во клубот. По првите 5 минути можам да го проценам дека има талент. Меѓутоа се случвало чупенце да има огромен талент и да му кажам на таткото дека од ова чупес можам светски шампион да го направам. Таткото не го интересира ни фамилијата, ни чупе да си го отпишува, фала, многу пријатно. Јас не можам да помогам, јас можам до некоја граница да помогнам. Меѓутоа понатаму во приватниот живот, надвор од салата, не можам да се мешам. Има деца што сакат да вежбат, ама тука пак ќе речам се криви родителите од проста причина. Сега ми се случи баш пред некое време, кога ќе направат некоја глупост децата дома или на училиште да не учат или било што, родителите ги казнуваат со тренинг, му викаат ти утре нема да идиш на тренинг. Чекај, стоп, окей, нека не иди на тренинг. Ама зошто не го казниш да му учиш нема мобилен, нема таблет, нема интернет, нема тротинет, нема точак, да. казни го со тие работи. Од кој што учи неубави работи. Да, ти го казнуваш со тренинг каде што јас го Се развива градам како дисциплината, да. здрава личност. Значи му внесувам нешто во главата кое што понатаму ќе му трае во иднина. И ти му го браниш што го казнуваш со тоа и ти го казниш недела, 2 месец, самото дете ќе го изгуби интересот затоа што е казнато и толку. И тука јас стварно ги окривувам родителите. Казни го со телефонот, земи му го Точно, телефонот. Оти не учело, А ама колку земи се му го гледа телефонот. успешноста кај децата, пример, некој што ќе ти го донесат сега и по година, 2, 3 работа, дали ти ја гледаш успешноста не само колку се ти е подобрени во тренинг, туку се вкупно онака дисциплината и однесувањето на детето на секаде, надвор од тренингот. Дали се осеќа тоа? Се Пример, се осеќа. посмирени ако се хиперактивни или поќе се концентрирани или такви Значи, ако работи. тие деца што се немирни, ама тука зборам ако се работува и родитело заедно со мене, ќе го имаме ефектот. Оние деца кои се немирни и многу хиперактивни, идат до некоја средина и значи не можеш тоа дете да го промениш од корен, меѓутоа можеш до една средина да го донесиш на некој баланс. Оние деца кои се повлечени, страмежливи, кои имаат нула самодоверба во себе, значи можам да ги донесам да почнат да разговарат, да се смеат, мајтапи, и нешто и ги стигнувам до еден баланс. Ти кажав и пред неколку секунди, значи јас самото влегвање и последен тренинг јас можам проценка да направам на кое дете можам да го направам шампион, кое дете му било границата довде, кој дете иди за рекреација и така натака. Ама пак велам, ако имам подкрепа од родителот, некој дете ако има квалитет, можам да го издигнам сегде, ама Дали се десило да стварно видиш преголем потенцијал, тој или таа готово е шампион, али да го отпишат заради финансиски проблеми? Заради финансиски проблем не, затоа што можам и јас да му помогнам, значи во тој дел, затоа сме луѓе, значи треба да си пред се човек, потоа да си тренер. Меѓутоа да го отпишат заради незаинтересираност на родителот. X причини. Да, X причини, да. А во последно време имаш појќе случаеви кога дошле да видат што е, тренират некое кратко време, па си одат, се дешават такви работи, зашто те прашувам. Го пуштаме на клавир, го пуштаме на синтесајзер, а сега ќе оди на англиски, француски да учи, не знам што има таму некои други. Виолина, програмирање. На многу сега. работи децата, фудбали, кошарки, се да исто онака, детето да нема слободен ден да диши.
И као детето мора да си се пронајди. Сега ќе на фудбал 2 месеци, а не сум. Не, сега сакам ракомет, ај чекај сега кошарка. Тоа те прашувам, ти кај се поспецифичен спорт е вашиот. Така. Не е само фудбал кошарка, Точно. што е посекојдневно. Се случваат такви работи во последно велам, оти малце сме и ние како родители подруги од нашите родители и самото време е подруго. Да. Брзиот начин на живот го Да. носи самото тоа. Се случило, јас во принцип му давам недела до 2 на самите родители, на самите деца, за да видат како е, што е, значи не куфат опрема, ништо, ние ќе му позајмиме како во клуб. Значи една недела 2 за да видат тие самите дали ќе се пронајдат, знаеш како, на еден фризер да одиш и на забар да одиш, треба да најдеш некоја конекција со самиот забар или фризер. Истото и јас тоа мувам, кога ќе дојдеш во нашата сала, значи види атмосферата, дали ќе те бендиса, кои сме ние, што сме ние, како работиме, начинот, енергијата. Ако ти се пронајдеш тука, тогаш повели остани тука. Ако не се пронајдеш тука, тогаш види некој друг спорт. Слободно оди, да. Има тоа што велиш родителите, правиме грешки многу пати во тоа што ги браниме децата да работи што не треба да ги браниме. Ама муабетот ми е што не знам колку и самите родители денес, тоа е друга тема, ама морам да ја спомнам, оти ме копка долго време. Колку самите родители разговарат и се присутни во животот на децата за да осознат што детето сака. Ти не можеш да му речеш на детето сега јас ќе те носам кај Диана 2 недели, а чекај не таму, па ќе те пуштам ваму, ќе те пуштам таму, без да си присутен во нештото. И детето само да одлучува. Ти треба да го поднасочиш наваму натаму. Таа е една тема што некој друг пат може и пак и со тебе ќе разговараме, и ти си засегнат од нешто. Долга тема е, да, сум работам со секаков вид на родители и ете и јас сум родител, ама Че освен тренер и тука си психолог веќе. да, јас се сум искрена да ти кажам, и психолог, и мајка, и татко, и доктор, затоа што се случи некоја повреда или не дај Боже да падне некој во несвест, да му се слуши од жешкот или било како. Значи јас сум таја за брза реакција, така да се сум јас таму. Колку треба да се физички спремни децата? Зборам сајата јас сум дебел и сад да дојдам да вежбам, пошто сум видел и пополнички дечина што седел од тимот што вежбат. Не, знаеш како, не, затоа се вика академија, значи ти идиш кај нас и ти не треба да знаеш, ние сме тука што ќе те научиме. Така. Ние сме тие, значи почнуваш оноку колку што може, значи денес 2 склека или 1, денес 2 удари или 3, па утре па 5, Кога да дојди кумбата 2 склека да за кумбата е вратата отворена. Да направи 2 склека, па по 4 дена 3 може да сега направи. одмah, нема проблем. ако има Еден треба. можам да направам и то само надолу го правам. надолу? Не. Само се За да пуштам. пуштиш добро, и Не тој се нешто, враќам го значи полусклек прави. Добра, ајде. За почеток е супер. До сега мислам дека што ова те прашувам и пауза правиме. Чи енергијата ја немаш предаено на друг, дефинитивно. Дали би ја предала на Марко? Не. Не? Кога се случи смртта на мојот татко пред 5 години, самата себе си ветив дека тој дел, тие опасни вежби, нема да ги пренесам на никој во животот. И ќе останат и ќе завршат со мене. А би ги правила пак? Не. Или некојаш ги практикуваш или беше Не, тогаш не ги додека- практикувам, откако почина татко ми, значи ми беше доста стресен период во Да, животот, да, затоа што дефинитивно. вие знаете поќе колку бев поврзана со него. И ми требаше малце подолг временски период да се вратам себе си на старото место. Така да не, си ветив дека тој дел нема да го пренесам на никој, дури ни на собственото дете, и искрено сега го сваќам татко ми зошто ме бркал од клубот, зошто не сакал да бидам дел од боречките вештини. За да не ти остане некој наследство што после нема. Не тежок е патот да си таму каде што си. Лекцијата што ја развиваш. Тешко е да си жена, ајде да речам во машки спорт, пошто сепак реално боречките вештини се машки спорт и тешко е да си жена да се бориш со мажите, меѓутоа јас ден денес не му седавам на Тежок е никој. менталитетот што е така Овде наметнат. да, А овде инаку, да. мислам дека жена треба да може и да сака исто работи машки колку што сакат и мажите. Добро, јас зборам за овде, значи јас не живеам Америка Да, и не да, можам да, да се споредам, значи зборам за овде дека е патот тежок, можеби да живеев Америка со самиот успех кој го имам постигнато во овие мои 42 години, досега не знам што ќе бев.
Медиумски гиганти таму и се брзо се станува популарно. И сали за тоа што сум 3 пати светски шампион, значи сигурно ќе има всаде и сигурно некој ќе сакаше неговото дете да учи од некој кој има знаење. Меѓутоа, од една страна, знаеш како? Од една страна сакам Марко да ме наследи, нека е здрав и жив, нека порасни првен, ама од друга страна не сакам. Оти знам каков пат ќе. Да, ама види Марко е уште мал. Да. Како што ќе расти, како што ќе се развива, ти ќе видиш нормално до него цело време. Може потаму ќе осмениш мислењето кога ќе е поголем. Не знам, са не ти велам. Тој нема да сака да го работи тоа. Марко е искрено да ти кажам од 40 дена в сала. Кога наполни 40 дена бевме на молитва и Марко сама мина в сала. Значи и до ден денес Марко расти, има 6 месеци и расти в сала, така да и ќе порасни в сала, така. Ми беше збор Мислам никогаш не вели никогаш, дека за ќе нешто. Мислам дека ќе го одбери патот на мајка му и на дедо му, ама ќе видиме. Ајде уште ова и паузата. Многу ми идат прашања. Дали планираш еден ден да се пензионираш или Не. дури те држат нозете, ти ќе тренираш? Не планирам, не. Значи дури можам, дури одам, дури функционирам, дури Пошто ме Чичко крепи Златко паметот. до последно си беше беше тој, да. Дури ме крепи паметот, значи дури Сам можам. дека тој дел од дисциплината што стекнуваш. Знаеш не како сакаш да- мене клубо и кикбоксо и боречките вештини ми се, ајде да речем, животот. И јас Ќе речеш? никој не може да ме свати, освен ако не бил дел од салата, дека јас без тоа не можам да живеам. Јас сум, кога ќе влезам во салата, имам некоја поинаква енергија и јас од салата колку и да ми е тешко во текот на дено и да не сум спиела ноќи со Марко, јас кога ќе влезам в салата, кога ќе излезам од сала, излевам полна со енергија, срекна, насмејана, значи сосем друг човек. И мене ми е тоа животот, јас не можам без тоа, значи кај да сум во светот, ако некога животот ме однеси на друго место, јас пак ќе го Па работам. ние тоа така што се сеќавме на сцена. Да. Само тоа е жално што е сат и пол на сцената, а ти го имаш секој ден по сат и пол, два, Да. може и поќе. Појке, Да, се може по 5 да сати зависи, сум да, сала. Тоа, Сега ќе малце го сум работи. помалку сати заради Марко, пошто искрено не можам да го малтретирам да седи Да. 5 сати сепак е бебче. Меѓутоа 2 сати како ништо сум сала со него. Та и тој е маскота и така. Супер, кратка Сега, пауза. Одмараме и се враќаме назад. Минута за нашите поддржувачи. Мебелви беа први кои се одзвоја на нашето барање за поддршка и голема благодарност од екипата на Брчиме со Дуле до Мебелви затоа што ни овозможија да ги имаме овие две преубави фотели во нашето студио, а исто така и нашето двосетче од Мебелви што си го купивме лани кога почнувавме емисијата. Не поддржуваат само нас како индивидуи, туку поддржуваат се она што ние го правиме, помагаме, поддржваме и промовираме. Така да се надеваме дека во иднина ќе продолжи нашата соработка на повисоко ниво и голема благодарност до нашите генерални спонзори Simpex Bitola, кај што може да најдете буквално се од штрафцигер до багер, така му е и слоганот. Имаат програм за рачен алат, батериски електричен алат, преку гарден програмот, земјоделскиот програм, товарен програм, градежен програм, каков и да сакате програм можете да најдете во Simpex, масла и мазива исто, така да имате се на едно место. Благодариме многу за нашите поддржувачи, се надеваме во иднина дека нивниот број ќе расти. Помина паузата, сизна одморивме, кумбата реше да се одмориме, не знам од што да се одмориме, ама искрено да се одмориме, од и трета емисија ни една по една. Абе, тешко ми е да сум сериозен јас толку сати. Па да, па тоа што треба да направиме една несериозна емисија и така ќе ја крстиме, несериозна емисија. Мими не знам дали памти, сигурно памти, кога направивме тројцата, јас ти и Мими една и ја крстивме несериозна емисија со колбасот. За Коледе беше, да. Што не објавивме никогаш. Да. Таја треба да ја објавиме. Вториот дел го почнуваме. Значи во кадар ги имаме, се надевам режија ќе кадрира трите медали, 3 пати светски шампион, 3 пати спортист на Битола и не знам уште колку други награди имаш, не ќе кажеш сама, ќе се спомниш. Не знам и сама. Не знам дали знаеш. 3 пати светски шампион. Кај се одржуваше, кога се одржуваја сите три едно по едно да ми кажеш сака. Да, бидејќи кумбата ми решила да донесам нешто што ми е драго. Значи тие се трите медали покрај сите што ги имам. Тие ми се најдраги. Првата ми е 2013 во Атина.
Средната е 2014 во Умак, Хрватска, и последната е 2015 Германија. Како немаше една во Бугарија да види за Грција, во Грција да му освоиш светски и во Бугарија да му освоиш светски? Па да, таа првата во Атина ми е најомилена и најголема, да речам, од сите ми е најомилена бидејќи на сред Атина се вееше македонското знаме, се пееше македонската химна и втората беше гркинка, а третата беше Шпанија. Така гледаш. Така да таа ми е Браво. посебно драга и бидејќи се случи во јас како дете имав значи државни европски првенства, меѓутоа никогаш не стигнав до светско. Татко ми одеше со неговите поголеми ученици и инструктори. И еден период така стагнираше академијата и некако ми беше многу голема желба да освојам светско првенство. Така да Желба и амбиција. да, многу години се спремав. Се случи на мој 15 години во Грција на надпревар да ми ги две борби едно по едно да ми ги земат, бидејќи судијата грк, тренерот грк, другиот судија грк и нормално се во победата на гркинката некако имав некоја некоја одбивност, некоја нерва кон грците. Иначе не сум патриот, не ме интересираат политиката. Меѓутоа зошто да ми ја земат победата кога сум Интересирало се нив, трудела? Ако тебе не. Да, и долги години се посветив на себе, работев. Беше помеѓу мене и татко ми разговор сакаш факултет или кариера. Јас секогаш ја одбрав кариерата, реков за факултет има време, иако завршив и 2 факултети. Така да таа ми е најдрага дека е во Грција и дека Какви факултети? Завршив на БАС за спортски менаџмент и на педагошки. Значи, Малце наста ги завршив. Нема врска, доволно зрелост за да бидиш пред се едукатор си, не си само тренер. Па да, Педагог. имам работено и во приватни училишта, имам и тука работено, така да, меѓутоа првата некако не ја напуштам првата љубов. Ми интересира каков е форматот. Ги имавме Ален и Илчо за боксерите, исто ги имавме лани во емисија и нив ги прашав форматот за во боксот тие си каже. Ми интересира ете светско првенство. Како изгледа форматот? Колку борби имаш ти? Дури трај сето тоа. Јас не бев во борба, значи моите медали се во екстремна самоодбрана, во категорија плюс 18. Значи има правила, пример има 7 самоодбрани кои мора да изгледаат реално, напад од нож, напад од пиштол, од палка, давење, гушење и така натака. Значи тука станува збор плюс 18, значи може да паднам во категорија и со некој 40 години, и со некој од 50 години. Жената, посебно за Атина, жената која беше на третото место, шпањолката беше во полиција, жена која работи во полиција, значи. Така да нема тука не знаеш кој кога ќе ти пани, како ќе ти пани, да, нема како кај нас во кикбоксо има, меѓутоа да се такмичам во борба, а во самоодбрана бидејќи јас имав тогаш некои 30 години, така да нема тука си плюс 18 и тоа е тоа. Кај ти стојат рамката, кај ти стои? Во дневната. Тоа нормално. Да, кога ќе дојдат гостите да гледаат сите. Точно можеше да крени, пошто не може цела куќа да Не можам, искрено, да, имам многу пехари, пехарите имам 3 пехари од кога бев 3 пати спортист на град Битола. И други медали, меѓутоа знаете како ова не го прави човекот. Ова и ова го прави човекот. Дали така, во тренинзите, во како врви времето си ги осеќаш годините или не? Дали има промот, што ни викаме са, поминавме треската, кичмата ме боли, ова ми боли, ми откажва она. Да, оти ние сме неактивни. Да. Искрено, не му седавам на никој. Како што кажав, дека сум многу голем и наед. Не му седавам на никој, меѓутоа ако она што го осеќам во разлика во годините, да речам, сега на 42 и претходно на 20, е подготовката и добивањето на кондиција. Ако на 20 може да добијам кондиција, пример за некој 2-3 недели или месец дена, сега ми треба малку подолг временски период да се вратам во кондиција. Ама не му седавам на никој од младите. Во неврзани муабети и зад камери правиме некогаш муабет како ликот и делото на таткоти не се доволно почитувани. Ти сметаш дека е тоа така и ние се сложуваме дека е тоа така. Од кој аспект велиме дека не му е даено доволно признание?
од кај е тој од кај фали тоа внимание, тој признание што сакаме да речеме? Знаете како јас не барам на Златко Неделковски да му се изгради споменик на сред Се разбира, на сред град Битола. Меѓутоа како што кажав и претходно, денес сите кои се кикбоксери се или директни или индиректни ученици на Златко Неделковски. Сакале тие да го признаат или тоа не, иако 90% од нив не го признаваат тоа, и му е криво што е така, меѓутоа тоа е така како што е. Искрено ми е криво што многу голем број на луѓе, ученици негови, пријатели во приватниот живот, додека беше мојот татко жив, бидејќи јас бев со него 24 сата, значи ден и ноќе бевме со татко ми заедно, и го гледав сето тоа, и ми беше криво за добротата која тој ја имаше во себе и колку му се даваше на луѓето и му помагаше. Ден денес, 5 години после смртта на татко ми, значи не се нашол никој да запраша како си, да ме праша конкретно мене како ми е со клубот, дали ми треба некоја помош, како е мојата фамилија, значи мајка ми, брат ми. Сите тие го заборавија и искрено ми е криво затоа што истите тие личности беа тие кои да кај мене дома и го молеа татко ми да ги тренира, да му помогни да направат некоја кариера, да му помогни да ги однеси на некои првенства и самите победи кои ги има само заради него. Многу голем број на деца и ученици влегоја во полиција или во војска само заради татко ми. Многу од нив се она што се денес само заради Златко Неделковски, нигде ги не... Ги снема. Да, ги снема наеднаш. Јас еви 5 години се борам сама. Така да, доволно сум силна. Си силна, да, ама и исто ме интересира кој ти поможи во тој процес после смртта на татко ти да се вратиш, како што рече преге, ми требаше време малце да се вратам. Дали имаше помош од фамилијата, предпоставам сигурно. Веројатно бевте посплотени. Во тој процес таа една година, бидејќи кога татко ми почина се случи тоа да сами тој чин се случи директно пред мене, да речам во моите раце, и нормално како и за секој жив човек беше потресна сликата. Во тој процес јас се вратив по 5 дена. Од смртта на татко ми се вратив точно по 5 дена во клубот. Иако мајка ми се противеше, меѓутоа не може да издржам, јас мораше да се вратам таму каде што сум срекна, за да се вратам себе си психички. Така да фамилијата, клубот, тие, како што ти кажав зад камерите, некои 5-10 пријатели кои се бројат на раце, кои ден денес се покрај мене, тие беа покрај мене цело време и ден денес се покрај мене. Значи тие се 5 души кои се и во добро и во лошо со мене. Смешен е фактот што на неколку дена после смртта на татко ми се појавија луѓе кои допред тоа ни здраво не ми праја и се појавија луѓе кои сакаат да бидат инструктори во клубот. Јас му реков фала, не треба, јас можам сама. Ете, како што кажав, ден денес го водам клубот благодарение на поддршката на мајка ми, на брат ми, на сопругот, на пријателите. Тој е мал круг. Точно. И толку друг никој доволен и друг никој не ми треба. Спомна сопругот тука некои луѓе зад камерите ми рекоа да те прашам кој е мажот дома. По пол или по понашање? По понашање, валјда. По понашање јас, по пол сопругот. Колку има разбирање сопругот за твоите напорни тренинзи или да мораш да останеш подолго таму? Сепак валјда го чува детето, дури си ти... Сопругот доаѓа со мене на тренинг. Со се дете, значи со се куфери, со се одиме на тренинг во салата. Марко е во моментот маскота во клубот и го чува, значи, инструкторите, еден инструктор, друг инструктор, трет, па сопругот, па ја зависи. Значи, Марко е искрено многу поврзан со мене, така да ако дури може и со другите, кога не може тогаш мама го зема и со него брат се работам. Тоа што си работела досега? Мене ми е криво само тоа што не можам да се посветам комплетно, да речам сите 5-6 сати да не можам да ги седам в сала.
бидејќи се случува во тој период Марко да треба да заспие, да треба да јади и така натака, бидејќи е стварно многу мал. Меѓутоа, кога може сум цело време, таму тој иди со мене. Сегде во меѓувреме кога не можам јас или тој го чува мајка ми, така, Марко е градско дете. Рашетане на поќе места и го чуват поќе луѓе. Да, го чуват поќе луѓе без проблем. Мислам, а знаеш како поќе луѓе? Тие се неколку луѓе, мајка ми, сопругот и Три-четворица, да речиме. Кажав. То се поќе луѓе за дете Толку. мало. За дете мало, да, и како да се поќе луѓе. Ба да, кумбата ми рече пред снимање, донеси го Марко, јас реков кога го донеса Марко, нема да се види ништо од емисијата. Да види, а? Не. Нема врска, кога ќе подпорасти ќе дојдете заедно, кога ќе е помирен. Боже здравје, не, Марко си е мирно дете, ама е малку како мајка му нервозен, хиперактивен. Не може 6 месеци има. Па не Шест. може да седи вместо 2 сати и 1 сат вместо кој е 6-месечно бебе ќе седи вместо. Ке сака да цирни, да стани, нејки. Сака враце? Да одржите цело. Сака, да. Сакат да видат, ама не можат да одат до таму. Да, и моите такви бе, каде да седниш, вака седнуваш, станваш, бајна. Си прати, си гледа. Нека се здрави, живи сите деца, нека растат како што Дали во треба. салата има многу викање? Има викање, ама Марко спија. Му одговара. Јас го научив уште како бебче кога се роди, го научив да си чистам со правосмукалка дома да си Да, работам. на врева да. И да, тој е научен да речам и со луѓе и на врева и така да кога му се спие ќе си заспија. Имаме посебно место за него, ќе си легне таму, јас си го водам тренинго и Значи му имаш фатена рутината и тоа е тоа крај. нема опција, нема избор. Значи мора да види со Да, мајка му да, сала и да. нема избор, Марко. Топ. Академијата, сега ќе ни кажеш како функционира и од која возраст дечиња имате, кога имате уписи, што можат да тренираат, што можат да добијат. Сакам да испромовираме малце академијата. Нема проблеми, благодарам. Значи, кај нас уписите се во текот на целата година, значи ние константно работиме во текот на целата година, нормално кога е онај летен период на одмор или зимата кога се празниците, така да секој кој сака своето дете да го запиши, меѓутоа неговото дете да научи квалитетна боречки вештини, затоа што сепак е традиција која постои многу долго време и може кога сака да не се обрати или на социјалните мрежи или на Инстаграм или преку телефон, така да или директно во салата не е проблем. Ние сме достапни, значи некако сака може многу лесно да најди контакт од мене. Детата изучува, значи кикбокс, бокс, самоодбрана, работа со традиционално оружје. Нормално имаме дел кај што има една група имаме фит деца, таа е за најмалите дечиња од 3 до 6 години, каде што преку игра и забава ги учат моториките да ги совладаат. Понатаму, значи после тие 5-6 години да се пуштат во некој спорт. Имаме дел за жени, ајде вежбат некои кардио вежби така. Меѓутоа јас сум повеќе насочена на боречките вештини. Имам и тренери кои работат како персонални тренери за оние кои не сакаат со гужва. Меѓутоа не сум тип, како татко ми викаше, јас сум практичар, не сум филозоф, јас истото е, бидејќи сум негова школа, истото и јас не филозофирам на социјални мрежи, го зедов сега како пример кумбата и го ослабив толку или сега ајде. А ќе пробаме да направиме така, да го слабиме. Ако има желба, нема Мислам, тој проблем. не дека нека нешто нејки да ослаби, него си го живи животот така, ама да направиме. Не, ова е, знаеш како? Ова е мамка, кога да се пријавам, може му фали и она вреќа за играње. Па ќе одиш, ќе те натепат 2-3 Абе, пати. сега ги сменавме вреките, ама добра, ајде, нема проблем. Видиш, шубанко ми е. Сакам. Не, кумбата ми е долгогодишен Јас пријател, од самоодбрана знам да паднам над некој. Да го потиснам толку. па и тоа е доволно. И тоа. Тројца да те нападнат, еден ако фатиш. Имавте едно време емисија на Тера, не знам колку Да. сезони одеше, јас бев и гостин во една епизода. Да. Многу јако си поминав, ништо не научив, ама многу се забавував и се смеевме. Мојата самоодбрана беше инстинктивна самоодбрана со чадор. Да, ги има видеата, ги има на YouTube, ги има видеата. Дали чадор е традиционално оружје? Не, секојдневно оружје. Ги има видеата на интернет, така да кој сака, значи како сака, може да не најди, да не контактира и На првенство одите уште. одиме, зависи ако имаме финанси. Значи ако имаме Ете, финанси, тука те чека. одиме. Тоа сакам да го прашам. Дали има фирми, не знам, општината, било кој,
што Сојузот, не знам. некако ве поддржват во смисла барем комбе да ви платат пат, не мора ни комбе, бензино барем да го платат, пошто и ние одевме на фестивали на такви работи и знаевме колку е тешко да го организираш сето то. Збораме само за превоз, а тука се децата треба да јадат, да пијат, опрема, хотел, Спијат, точно. буквално се. Мислам дека пред малце кога одговорив прашањето се додека беше Златко жив постоја сите кога го нема Златко некако сите не заборавија. Една година после смртта, година и пол, значи имавме стагнација во клубот. Клубот си работеше, меѓутоа јас не бев психички спремна за да ги носам децата на надпревар. После таа година се случија 3-4 првенства каде што се вративме само со 2 порази. Купно зборам од сите 3-4 првенства. Искрено за мене тоа беше голем успех затоа што сакав самата себе си да си докажам дека еве Дијана и без Златко е тоа што е. Да му докажам и на другите. Оди сите мисля дека Дијана после Златко нема да постои. Така да сакав да му докажам на сите. Сега имаме мал исто период на стагнација поради мојата бременост, Марко и сите тие работи, меѓутоа сум имала помош од време на време од општината, не можам да речам дека не сум имала, меѓутоа од пријатели, фирми не. Значи, до сега се што сме биле на надпревари, во овие 5 години да речам, плаќале самите родители, самите деца, или ако некој од родителите си најде од некаде помош, значи тоа е за нивното дете. Меѓутоа, Индивидуално е. да, за мене да треба како тренер да ги носам децата, значи сум плаќала сама од джепот. Сега во последно време, значи и сопругот со мене, инструкторите идат со мене и сите тие сами се плаќат. Значи, Мислам дека во последно некако сите фирми се порасположени да спонзорираат инфлуенсери, нешто такво, отколку спортисти. Сега ме врати... Секој спорт го има истиот проблем моментално. Ме врати на еден коментар на татко ми уште пред да почини. Тој малце, значи, беше повозрасен, не ги разбираш овие социјални мрежи. И многу се лутеше, вика, да направи некоја глупост и да ја објави на социјалните мрежи. Самото видео ќе има милионски преглед. Јас вика објавувам видео конкретно еве за инстинктивна самоодбрана, ги едуцирам децата и возрастите да му помогнам на некој кој не сака да се запиши во нашиот клуб. Јас вика ќе имам 1 или 2 лајка. Зошто вика? И не му беше јасно. Затоа што тие 2 лајка се реални и се луѓе што сакат да те видат или што сакат нешто да научат. Останатите милиони што гледат глупости се луѓе што никад ништо да научат и што сакаат да го помине времето во гледање се глупости. претопиле во таа секојдневна Да. глупост, ги има по TikTok. Знаеш како? Жал, мнозинството е такво. Кај нас во Македонија е малце, мислам се избегано од колосекот на кој што треба да се движиме, малце сите избегани се движат во некоја друга насока. Меѓутоа во светот имам јас соработници кои ден денес ме почитуваат покрај татко ми, значи претседатели на светски федерации, со кои комуницирам и така натака. Во светот има луѓе возрастни на 60, на 70 години кои тренираат боречки вештини, јас не зборам за на надпревар, значи тренираат лично за себе и за самоодбрана. Кај нас во Македонија воведов јас пред некоја година самоодбрана за жени кои се малтретирани од сопрузите, од да, семејно насилство и така натака. И ми вика, дојде една жена, небитно, и ми вика, јас ова да го вежбам, ти имаш мака. Ние си патиме од комплексот, ова мене нема да ми се случи, не, татко ми каже, не токму тебе ќе ти се случи. Не можеш да кажеш дека ова мене нема ми се случи, јас сум најак, јас мене не ми треба нешто. И се случвало да дојдат луѓе во академијата, од кој ќе му се случи нешто да побара помош, јас не можам после да ти помогнам, јас можам да ти помогнам сега, да те насочам, да те научам, онатаму да не те учам да се тепаш, да те насочам. Ела и степа и го ме ги баче. Од после. Малце, не знам, кај нас е малце така како што е, ама Диди истото и кај нас, значи, ете, не само за спорт или за шо и да е, кој да извади квалитетен контент, шо и да е, дали емисија, подкаст, дали е, не знам, на улица седел, небитно, нешто да е квалитетно, многу помалце се гледат и преплавено е од глупости и може и младите и да не се криви по малите генерации, да речем, оти тоа толку го има премногу и тоа му излегва цело време. И самото тоа што рековме преј зависи и самите родители колку му посветваат внимание на децата, не е само децата да ги имаш.
Не знам колку сликовници имаме дома, не знам колку онакви слагалици имаме дома, не знам колку испишано, исцртано. То не е дека ние сме го натерале детето да прави. Пројавило интерес и кога ќе пројави интерес, пробуваш да да го удоволиш тоа што го прави и после тоа си го наоѓа патот. Не дека детето мое не гледа глупости, гледа глупости, ама мнозинството од работите што ги гледа и што ги прави дома, ги прави од поубавите работи што се. И са среќа беше моја што жена ми не одеше на работа, дури растеше тоа до колку години е, до 9, и можеше да му се посвети. Не, тоа ни разгаленост ни ништо, ама има многу вака одоколу што ги гледам што децата се колку да ги имаме како деца. Ама колку внимание му се посветва, тоа треба да се збора, да се труди, да се збора. Мислам дека треба да направиме уште една емисија за родителството и бидејќи со многу голем број на родители се соочувам, не само родители, ајде и баби, дедовци и деца. И мојот сопруг на почеток се чудеше како можам некој само од првите 5 минути кога ќе го видам да го проценам каков е, ама можеби самата работа си го донесе тоа што си го донесе. Јас пак ќе речам, родителством, најголемата кривица стално е наоѓам во родителите, затоа што кажа и сам, не е детето само да го родиш и да го имаш, тоа дете бара посветеност максимално, значи буквално за се. Меѓутоа и на самото дете му треба здрав и прав родител. Оти децата се сунгер и гледат од возрастниот. Ако седи родителот цел ден на телефон, и тој ќе седи. Да, многу пати ќе слушниш децата се лице на родителите и така е веројатно. Така е. До некој степен, ајде, не мора. Добро, до некој степен, можеби кога ќе почне на училиште, ваму таму надвор, тогаш веќе не можеш да го контролираш. Меѓутоа се гледа во клубот конкретно кај мене, кога ќе се запиши дете на кое му се посветило, како што кажа, максимално работа, зборам од однесување, од култура, од добар ден, од пријатно, и се гледа дете кој е оставено, како што кажи претходно, на англиски, на германски, на шпански, на италијански. Да, и тоа не го добива вниманието од родителот, туку оди раштркано на сите страни и автоматски подруго е. Првен тргни самите по нас, ние сме програмирани да можеме да функционираме 8 часа, затоа и одиме 8 часа на работа. После 8 часа веќе мозокот паѓа, енергијата паѓа и на 6-тиот ми паѓа Тоа многу земи направиш 6 часов. Да, ајде да речеме по 8 сати. Значи кога детето седи 7 часа на школа и после тоди 1 сат на германски, па 1 сат ваму, кога ќе дојде кај мене во клуб, јас го гледам, нема концентрација, тој нема енергија, јас од него барам да научи, не може да научи. Тој е толку истрошено и психички, и физички. Џабе да знаеме и нашиот школски систем каков е тоа, исто да не збораме сега и за тоа. Со што се оптеретени децата на школа, плюс ги оптеретват дома со тие домашни задачи, некој не велам, за секој наставник, професор си има посебен начин, програма или било како. Мојата ќе изфалам наставничка на син ми уште еднаш билето, ќе си ја испофалам и поздравам, Билјана Чудлевска-Маневска. И таа ја користи некоја друга програма, што поинтерактивно, полесна што му на децата. Би сакал сите да користат такви некои различни методи. И сака да оди на школа детето. Мој кеф, од интересно му е, не му е онака седнати в клупи, ко ние бевме такви, не смееш, кај смееш, не смеевме на зборни име. Така беше тогаш. Друго беше нашето време на учење, друго е сега, јас сетем Марко нека е здрав и жив, баш му на сопругот кога ќе дојди време за да тргне на училиште, ќе ја барам најстарата и најстрогата учителка. Има тогаш. За жал можеби нема да има, ама дефинитивно ќе барам кај ќе постои најстарата и најстрогата учителка за да го воспита како што треба, не дека јас нема да го воспитам, меѓутоа друга и помошта, бидејќи таму ќе биде по 6. Не се разгалва на училиште после. Не. Ама сега е, знаеш, и друго е, бе, затоа што, ете, ти сама кажа, и да, ти си ги бранат, кој е бранење тогаш, јас се плашев кога ќе дојде мајка ми од родителски да не ме прекрши од келтек дома. Мајка ми беше маваше дома кај нас, татко ми не. Кај нас татко ми мој, бидејќи беше строг како што кажа кумбата, прв пат дојде кога јас дипломирав на бас. До тогаш немаше да на училиште, кога дојдеше. Да. Ќе беше опасно. Не можевме, тогаш можеа да не одбранат, ама не како сега. Сега може и се поагресивни, поседерат, не те почитуваат ти како наставник. Не можеш твоите стандарди да ги поставиш. То пак е такви работи.
да речем производ на родителите што се такви се. Зато велам, ама тоа е комбинација, неш секогаш да не биде родител, са не испаја дека само родителите, туку и самиот школски систем. А Диди, му предлагаш нешто на децата или не знам, пазите нешто на исхрана или кој како сака се Зависи храни како барат родителите, значи пример сега имав конкретно рочупче тинеџерка со ниска самодоверба, нула самодоверба и малци посветив повеќе внимание и имав земено и на надпревар затоа што покажа квалитет како што треба. Победи, вервајте каква трансформација се направи во краток временски период од ете да речам 5-6 месеци, чупето од нула се крена и ете сега иди на тренинг и ми помага, комуникативна е, токава трансформација направивме. Кај чупето и искрено ти кажам, тој е 1% на некој да му помогнам, за мене тоа е голема награда, не се овие медалите. Од искрено медалите, пехарите моите се окей, моја лична заслуга, меѓутоа тие не работат. Работам јас и кога ќе го видам успехот кај некој, макар и приватно сум многу блиска со децата. Искрено ти кажам дека знам на 90% деца проблеми приватни или на училиште кои сум му помагала и сум ги решавала и ден денес, да не ги знаат родителите, ќе ги скриеме, ќе ги решиме заедно или ќе го насочам некаде во животот. И тоа ми е најголемата награда, затоа што знам дека на некој сум му помогнала. Ма и тоа е вистинско постигнување, ете кажа во првиот дел како грците така ти украле прво место. Значи таја го има медало за прво место, ама може не требало да го има или не била најдобра. И во мојата професија на пример, јас имам диплома за монтажер. Никој не ми побрал диплома, ти барат портфолио да видиме што имаш сработено. Сработеното е она што мислам дека те рангира некаде настрана од овие. И овие се нормално заслуга се надпреварувала со најдобрите во светот и си станала светски првак, али сепак што викаш ова сработеното е. Јас пред години работев во Лерин со татко ми во еден фитнес центар. Работевме на добрите 4 години и претходно татко ми работеше и инструкторката која беше за аеробик напородилна замена и го праша татко ми дали има некој, му да керка ми неш работи. И кога заминавме таму да ме видат на интервју да речам, и се очекувам CV-то спремно дека ќе ми барат дипломи и двајца газди беа млади и ми вика ајде влези, клај си слушалките микрофонот, пушти си музика и води го тренингот и се свака седам. Кој тренинг да го водам, му викам на татко ми, овде човек нема, само тие двата и татко ми. И на англиски се комуницирам, мувам како да го водам кога нема овде. Мувам да ти покажам нешто, диплома, да видиш дека имам завршено, имам учено за ова. Не ми интересира, ми викаме, не ми интересира дали знаеш да работиш со луѓето. Не сум водела сама еден сат тренинг напразно, како да мислам дека има 30 луѓе зад мене. И си го изводив тренингот, реков, тоа е сега, Диана, води го, значи мораш. Ајде сега вие. Да, буквално како предогледало. Си го изводив тренингот, добро, фала, пријатно, утре си почнуваш на работа. 3 години, значи никој не се пожали, ниту сидеа и клиенти, значи ми повозрасни жени, мажи идеа, студенти. Сам супер си имаше однос, така да кажа и сам, значи, кај да си во светот ти барат дали знаеш да работиш, да не ти барат. Последно прашање и ќе го оставам Дуле да бевме лайв, можевме 3 сати дојме, ама ќе имаме некој ден прилика и то. Да. Поќе прашањето ми е од кон тебе, ама да го упатиш кон гледачите. На кој се му требаат вештините на Занет-до? И Занет-до како академија, како целосно едуцирање психофизичко на едно дете? На сите. Затоа што инстинктивната самоодбрана е направена за луѓе кои не се занимаваат со боречки вештини и не треба да се занимаваат со боречки вештини. Значи тоа се кратки како трик вежби, кои ти појаснуваат како да ги одбегнеш несаканите ситуации во животот кои порано или подоцна ќе те најдат. Значи да избегнеш пример ако има гужва на пијани, да не треба таму да одиш во соседната уличка, за да стигнеш до дома. Можеби ќе закаснам 5 минути, меѓутоа ќе си одам безбедно дома, отколку додам по пократкиот пат каде што има група на пијани и ќе се направи проблем. Значи тие се некои кратки вежби на кои секој значи би му потребало, значи на возрастна бабичка и на млад и на дете, значи инстинктивната самоодбрана е конкретно направена за сите возрасти.
Додека доколку тренираат бокс, кикбокс, самоодбрана, традиционално оружје во нашата академија, некој од нив можеби би бил светски шампион и би го носела на надпревар. Меѓутоа, јас стално велам, фидбекот кој ќе го добие од тренирањето на боречките вештини е многу поголем, оној кој ќе му трае до крајот на животот. Значи ќе те направи посилен, посамоуверен, да можеш дисциплиниран, да можеш да се бориш со работите кои ќе те најдат во текот на животот приватно. Значи приватно и сите ние имаме проблеми, животот е горе долу, значи животот не е права линија. Така да кога си долу, треба да се избори да станеш да бидеш горе. Кога си горе, да не забораваш кој си, од каде си дошол, да има некоја средина, да можеш да се избориш во животот. Најмногу за баланс во животот, Да. самодоверба, би рекол, дисциплина пред се, и на сите оние што не се и толку физички активни, а му треба. Ете, јас како карактер, не сум конфронтабилна личност, не се тепам, не влегвам во кавги, сето то. Јас Се бетонираш. би ја избегнал уличката, значи би ошол од по долгиот пат, и ако ги сретнам групата пијани ќе му се придружил. А не би се стекал. Во смисла, на сите Ќе ни му треба, помогнеш. тоа ми е На сите. прашањето. На сите не треба, иначе ако можеби ајде ти, можеби знаеш или Дуле зна или јас. Меѓутоа има луѓе, ние имавме предавања во средните училишта и во основните предгодини, каде што држевме бесплатно на своја рака заедно со професорите, часови по инстинктивна самоодбрана на учениците. Вервај дека како едно дете, кога ќе поставев некоја прашање, како едно дете не го добива правилниот одговор. Значи има некој што ќе ги фати паника во тој момент кога треба да се снајди и не знае да ја балансира таа паника. А јас сум тука за да му помогнам да ја смири паниката, И да размислува да размислува како што треба и да му се конструктивно, издигне таа некоја доза на самодоверба и да рече чека, јас не се плашам, јас можам, знам, вака учев, вака ќе Значи, направам. то не е само потези, туку е и начин на размислување. Начин на размислување, начин на комуницирање, пошто некогаш конфликтот кој ќе се случи на улица или било каде или во кафичи или на работа, некогаш може да се реши со разговор. Меѓутоа и самиот тој разговор, ако Не треба да е разговарам со провокативен, некој да. кој е агресивен, ако го повишам мојот тон, тогаш тој уште Уште поагресивен повеќе, ќе стане. Ама меѓутоа на многу луѓе не му текнува во моментот, тие автоматски се блокираат, ги совладува стравот. И затоа сме ние тука да му помогнеме да можат да се изборат со тој дел. Јас никога стално велам, јас не ги учам децата да се тепат на улица, значи напротив нив му е забрането тоа. Меѓутоа ги учам да се снајдат на улица Така, супер. и во животот нормално. Јас сега сам ќе се поканам со кумбата да дојдеме некој ден да присуствуваме на Кога тренинг сакате. кај вас. Да видиме што е, како ти стварно не видено како оди еден ваш тренинг. Кумбата може има Ти етника кажам. што вали бил. Кумбата ќе направи пола склек, јас ќе направам 2 или 3 ми се чини, ќе дојдам по тренерчина ќе одиме. И може ќе отснимиме и некое видевце како оди се тоа. Ту брам 2 што пати со оди. чадор, тоа знам. Ќе ти избегам, брат, не може да ме стигне. Ќе фрлава. Ќе заклучиме ставането. Да, и фала многу што прифати одма да дојдеш. Нема проблем. Нас ни е многу мило што ти имавме денес. Најбрзиот одговор го добив. Што можевме нешто да Ќе кажеме. дојдеш, чекај да прашам. Идам. Да. Тоа беше 10 минути. Можевме нешто да кажеме, може и малце, ама нас емисијата ни трае толку што не значи дека видео нема пак нешто да Нема да снимаме проблем. заедно. Може и што го спомна Чупето со самодовербата што се крена, што ти е сега како речеш. Да, да ми инструктор, помага, да. Ти помага и таа може да гостува. Имаме време, цела сезона. Фала ти уште еднаш. Голем поздрав до цела академија, сите членови, борци, како и да, не знам, шампиони што ги имате внатре. Некој ден ќе направиме и една слика од сите медали, ако ги собереш на едно место. Така да, Ако успеам да ги соберам, нема проблем. Фала ви вас на поканата, значи секогаш за вас со кумбата, значи живееме многу долго. Имаме соработка и со тебе се знаеме и приватно и со сопругата твоја, така да Зане да е секогаш расположена за интервју и за дружење и за пријатели, така да се крепиме дури може. точно така да кога сакате вратата ви е отворена во академијата. добро, значи не мора кумбата со нога да ја отвори, брат. Не ке ни треба. Не треба? Да. Тешко се отвара. Да. Епа кумбе, ајде речи едно чао. Вие останете, гледајте не, уживајте. Мислам дека сме многу интересни сега. Со овие прекрасни две жолти По фотели. спонтанен муаветот и така натаму и се гледаме за скоро.
Чао.